Еве дечиња, овие се сите. Да. Дојди си понаваки, да остите малку друго. Ама не се туркајте, Готово, тишина. Дај, обликате. Прво да ви посекам добар ден на сите, добро утро, кои како се станат. Денес имаме едно мало предавање или мала едукација околу дечињата, да ги едуцираме врска со собрајкеот и како учесници во собрајке. Значи, кој од вас го интересира нешто во врска со собрајкеот, прво даваме можност да праша, нека праша, меѓутоа да видиме еден да прашува со подигање на два прста, се каже или ги праша тоа што така. Повели. Да. Што ти интересира? Друг пајсак. Првиот Чичкото полицаец нека изнесе, нека каже се и потоа што не име јасно, што не ќе прави. Силата ги застануваме кога ќе направам некој собраќаен прекршок. Или поточно кажано, пошто за вашата возраст ви интересира, кога самите возила и несовесни возачи не им даваат можност или не ги пропуштаат дечињата да преминат преку улица, меѓутоа да ја преминат улицата на обележан пешачки премин, доколку не му даде предност, тогаш ги сопираме возилата. Кога се врши контрола, например за возачка дозвола дали носат. Се повторува прекршокот првично се предупредува, доколку се повторува, тогаш одиме со репресивни мерки. Друг да праша некој има? Повери. На тоа полицајците што стојат на очима на смена одат на работа. Прашо, која школа треба да ја заврши за собраќаен полицајец? Ајде, праши. Можеш? Сакаш да прашаш? Ајде ти прашаш. Што? Кој училиште треба да го заврши? Полицајец да биде. Ајде, тренирај. Чекај. Повери. Не, тако. Не спијаме, ќе се напијаме малку повеќе кафе, за да им не да направим. Преку ден спијаме за ноќе да можеме да работиме. Значи семафорите се електронски, тие се регулирани централно од нашата база, кај што на локално ниво цел град следиме семафорите кога, како, кој е исправен, кој не е исправен. Ајде, поведе, Ѓорги. Значи, знакот стоп е за сопирање на сите моторни возила кои учествуваат во сообраќајот, вклучително сопирање. Значи, за да бидеш полицаец, прво треба да завршиш основно, па средно образование, па да исполнуваш одредени услови во кои барат МВР, да си повисок од 175 сантими, одредена килажа, да од текот на ти да си возрастен полнолетен, да имаш 18 години, да не си извршител, да не дај Боже на кривични дела и ред такви работи, доколку ги исполнуваш ти услови, после има посебна селекција и испит во испитниот центар на МВР, и обука се врши таму, па после тоа можеш да бидеш полицајец. Значи една процедура е тоа, меѓутоа треба да бидеш првично полнолетен и да имаш завршено средно образование. Ова е дел кој сака да праќа нешто. Ајде победи. Не праќај што сака да праќа. Што ти интересува? Не ги шукаме луѓето, значи денес што на почеток кажа да не користиме огнено оружје никак. Денес сме тука значи превентивно за едукација на сообраќајот, како пешаци, како. Значи молите ги застануваме со
наредуваме да се отстрани од коловозната лента за да бидеме безбедни прво. Ние после самото возиме. Свирче да ги опоменуваме пешаците кои што не се свиѓа на пешачки време ги опоменуваме. И зашто страшно кога ги зацрнувате видите? Доколку се повторува за прекршокот, што ги опоменуваме, потоа ги повикуваме на едукација да гледа филм по просторите на Ставара Битола. Тоа е стопалка исто, значи ова стопалка се користи преку ден. Таа стопалка се користи преку ноќ, затоа што имаме и сјаличка. Ова е за ноќе, гледате, ова е за ноќе. Социјаличка. Друг кој сакаше? Овели? Црвено. Да ја казниме мајкаде тоа, да ја повикаме и да ја казниме мајкаде. Што ти дала лош пример. Така сега. Сега, до сега прашувавте, сега јас да кажам неколку работи, да видиме кратки. Да кажам неколку работи, ќе видиме кратки, после ќе се качите во службеното возило, ќе видите некои интересни работи што ви интересира. Тука ќе завршиме сите и секој со своите понатамошни обврски од денот. Значи, кај треба да поминуваат дечињата кога се движат, учествуваат како учесници во собрањето, дали биле пешаци, дали се како учесници, дали управуваат велосипед, или пак се возат во возилата на сопствените родители. Првично, децата треба да се движат по патека кои наменати за пешаци, пошто немаме тука во градот такви патеки, се движиме по тротоарите. Меѓутоа, секогаш на вашата возраст децата треба да се движат во присуство на нивните родители или пак на нивните класни раководителки или учителки. Значи улицата се преминува. Улицата се преминува претежно на пешачки премин, доколку нема пешачки премин, тогаш се поминува каде што нема обележан пешачки премин. Меѓутоа, пред да се премини улицата, прво се гледа, каде се гледа? Како се? Прво се гледа лево, па десно, доколку нема во близина некое моторно возило или моторцикл или некој велосипедист. Повторно, потоа се преминува улицата на брзина. Меѓутоа, секогаш улицата практикувајте да ја поминувате на обележан пешачки премин. Повторно, потоа, кога се поминува улицата на семафори, значи како треба да се премини? На која боја од семафорот се преминува улицата? Ете така, значи, улицата се преминува на зелено, меѓутоа, и ако е зелено, повторно ќе се видите лево и десно, да не иде некој несовесен возач, па повторно ќе да не направи сообраќајна незгода, ќе си ја премините улица. Тоа е тоа. Кога се движите по тротоар, од која страна на тротоарот треба да се движите? Значи од десната страна на тротоарот во присуство на вашите родител, меѓутоа вашиот родител со неговата десна рака треба да ве држи за раче, бидејќи во таа ситуација е во можност, за не дај Боже, доколку биде некој несовесен возач, а може да ја отстрани опасноста. Доколку се движите од левата страна, тогаш се први на удар вие. Така, друго што ве интересира? Значи, кажавме за на улица, пошто се вие помалечки, во присуство на вашиот родител можете да возите велосипед, меѓутоа стриктно на обележана велосипедска патека. Друго што ве интересира да кажете? Значи, за семафоро. Кажавме за премин преку улица. Кажавме, значи, несовесните водачи ги сопираме со стопалка, тоа е прекуден, преку нешто користиме стопалка за ноќни временски услови и лед батерија. Тоа е, користиме службено возило, сега е ова, кој што има вградено ротација, сирена и внатрешен микрофон кој што би можел да се наредува од самото возило. Соточаците како треба да возат? Тоа треба да знам. На едно тркало имаше возат. Соточаците треба, стрикно се движите по велосипедски патеки. Доколку се движите по коловозни ленти, тоа да биде во присуство на вашите родители. Прво, второ, доколку ја преминувате улицата. Доколку ја преминувате улицата во присуство на вашите учителки.
Како треба да ја премините? Првично оди наставничката или учителката до самиот пешачки премин, гледа лево десно доколку не е дит. Левата или од десната страна на возливо, тогаш прва почнува учителка се движи по пешачкиот премин, а потоа сите други останата група од дечињата, меѓутоа вашата наставничка последна ја преминува улицата. Прво ја преминувате сите вие, а последна завршува таа. Друго што ве интересира? Повели. Кога стаите на семафор? На семафор стоиме тогаш кога мислиме дека има потреба или пак кога има гужва во сообраќај. После 2 навечер. Ама брате, Најмногу 5 на сабота кога има смена. Повели. За кои места стаите? За да возиш мотор треба да си полнолетен. Имаш сега ова шо е, ајде. Значи да возиш мотор треба да имаш. Прво треба да водачка дозвола за управување на моторцикл, а потоа треба да ти си ги гледате? заштитна опрема, кацига и да видиш. Мене се не болат, се дватам се. Тоа е, значи, кој би сакал да види дел од опремата која ще најдува во самото возило, види. Включиме. Ова е светлосна сигнализација, ротација. Гледајте сега возилото како работи. Гледајте како работи возилото. Чекај. Затоа што ја користиме преку ноќ, после 22 часот, за да не ја користиме сирената, да не ги вознемируваме граѓаните, пошто некој си одмара, некој друго си прави, некој трето и така. Тоа е ротација, имаме внатрешен микрофон. Да ја пушти сирената малце сега. За наредби давање од самото возило, кој што доколку врне и дошли други работи, да не се кваси полицајца на дојшта, може однатре да ги дадат тие наредби. И како трето имаме тука. А се пази, имаме тука сирена. Која што ја користиме користиме тогаш доколку некој несовесен возач на одредено возило, не се опира на стоп палица, тогаш се вклучуваме нашето возило, ги уклучуваме ротациите, сирена со цел да се сопри возилото, да се исконтролира и да се вида кои се причините што направи одреден сообраќајен прекршок. Има и радио, ама ретко радио слушам. Имаме радио Москва. Тоа е тоа. Колку оделенија сте тука? 3 паралелки. Првата паралелка овдеше, може да влез возилото што има внатре. Кај може да се качаш, да се тика возилото ти полека, да привршува. А се прекисате нема да... Абе вкула ќе влезе. Која е првата паралелка? Фотографира и да завршиме тука што... Кој се ќе да сирена? Добро, ма Ангел, со мене си? Ама не иде. Ајде сега вие следите, другите нека се кача и така. Марио, јас кога ќе речем кога ќе одиме. Ивана, оди сега ти ја
Јас